Прво ви благодарам на сите што сте денеска овдека. Извинете за малото доцнење поради обврските на Младински културен центар, но прилично многу настани се случуваат овој период и од МКЦ и воопшто во градот. Поминавме Здраво млади, поминавме МОД, поминавме Инситу и еве сега веќе на почетокот на октомври 14-тото издание на најголемата градска културна манифестација Бела ноќ. 6 октомври сабота, денеска со мене се нашиот градоначалник и директорот на универзалната сала господин Филип Аврамчев. Многу кусо само околу Бела ноќ се потрудивме оваа година да главниот акцент го ставиме на домашните уметници, домашните организатори на културни настани со цел што е можно повеќе од нив да анимираме и да покажеме што ние као град имаме на програмата. Многу сме среќни што успеавме да анимираме голем број на локации и ветуваме уште една многу добра Бела ноќ. Се би го поканал градоначалникот да ви се обрати. 14 пат поред се организира Бела ноќ во градот Скопје и се потрудивме оваа година да биде сериозно поинаква од сите досегашни кои што ги имавме како можност како град да ги живееме. За прв пат во текот на Белата ноќ градот Скопје станува град на светлината, имајќи во предвид дека организираме Скопје Light Art District, кој што е направен тоа лајт шоу, фактички шоуто на светлата е направено по најголемите европски стандарди, имајќи во предвид дека е резултат на меѓународната соработка овој проект на градот Скопје со градот Лион во рамки на рок проектот Horizon 2020. Така што од Лион фактички кој што е најстар град на фестивал на светлината, овдека во Скопје и скопјани ќе можат за прв пат да видат една таква велелепна активност. Во Белата ноќ се вклучени и домашни и странски уметници, меѓутоа и за годинава одиме да понудиме алтернативни локации со кои што ќе градот во Белите ноќи ќе ги отвори за прв пат кон граѓаните, а ќе се користат овие локации за одржување на вакви или на слични манифестации. Во текот на јуни и во текот на септември скопјани можеа да уживаат од киното на отворено. 4 проекции имавме навистина фантастично посетени од нашите сограѓани. Овој пат ќе можеме да уживаме за прв пат во отворено кино на кровот на градскиот трговски центар. Во ГТЦ веќе активно живее галеријата на отворено и таа галерија всушност покажа дека колку овој објект и оваа локација и значи на скопјани и колку е со радост посетувана. Утре вечер исто така ќе имаме ролер диско, а за поздрав е тоа што во ова ролер диско за прв пат ќе бидат вклучени и средните училишта од нашиот град. Белата ноќ е синоним за масовна посветеност и исполнетост со публика. Уведен сум дека оваа година таа публика ќе биде и побројна и поактивна во манифестациите, затоа што програмата која што нудиме и е на извесен начин интерактивна и од друга страна содржи за прв пат содржини кои што досега во градот не се случувале и кои што скопјани за прв пат ќе може да ја видат, како што е веќе напоменатото Скопје Light Art District. Затоа ве повикувам сите да присуствуваме на овој несекојдневен настан и да уживаме во културните настани кои што градот Скопје ги организира за своите граѓани. Благодарам. По урнакот на сличните популарни фестивали низ Европа, за прв пат Скопје ќе биде домаќин на меѓународен фестивал на светлосна уметност, кој што се вика Скопје Light Art District. Отварањето се поклопува со отварањето на Белата ноќ и ќе се случи пред зградата Дом Ибни Пајко, каде што граѓаните на град Скопје за прв пат ќе имаат шанса да видат едно лајт шоу, почнува со 3D мапинг и по тоа ќе се движи низ замислена патека, која што е обележана со градското осветлување. Вкупно на овој фестивал ќе настапат 16 артисти
со 16 различни дела. Има најразлични видови на лайт арт инсталации или инсталации на светлосна уметност, а завршетокот на фестивалот ќе се одржи во Музеот на современа уметност во 23 часот со аудиовизуелен интерактивен перформанс. Фестивалот ќе биде отворен 3 дена и сите посетители ќе можат да се шетаат низ патеката која што е замислена да ги видат овие дела од 20 часот до 23 часот од 6 до 9 октомври.